Јас сум Пенка Мукаетова, собственик и генерален менаџер на консултантската компанија Consulting Intergroup. Исто така и ко-собственик на маркетинг и пиар агенцијата Media Consulting. Мојата компанија Consulting Intergroup, консултантската компанија, се бави со правен и економски консалтинг, специјализирана во деловното право и се што е поврзано со работа на компаниите. Од нивното основање до нивното затварање и целиот оној деловен напредок што подразбира деловно работење на самите компании. Од 2017 година имаме акредитација добиена од страна на USAID во делот на полесен пристап на финансиски средства, обезбедување преку најразличните форми, и тоа грантова подршка, кредитирање и се она што подразбира како полесно компаниите да стигнат до средства што ќе овозможат нив полесен напредок и поголем развој на самите дејности. Во рамките на нашето 13 годишно постоење, ние неколку пати сме ги смениле услугите баш според потребите на самите клиенти, секогаш сме се воделе од тоа што им е потребно и што е она што ние можеме според нашите ресурси со кои што располагаме да испорачаме најквалитетна услуга. Целта и на самото постоење, на самото отварање на самата консултантска компанија беше да биде комплетен правен сервис, каде што од еден центар ќе се сервисираат сите оние потреби кои што ги имаат самите компании. Па од таму, се направија неколку посебни единици во делот на правен и економски консалтинг, пристапот до финансии како посебен сектор, заштитата на интелектуалната собственост, делот на правна заштита во судската заштита, во делот со адвокатите, каде што ни се како дел од нашиот тим да можат да испорачаме услуга кога самиот клиент има потреба од судска заштита. Исто така во делот на маркетинг и пиар активностите, каде што комплетно се наметна потребата, буквално непланирано, од оној дел бенефитот кој што го виделе самите компании во делот на сето она што го изработувавме ние до сега и сме им го возможиле како услуга, барањата нивни беа да можеме да им испорачаме некаква услуга во рамки на самата промоција на самите бизниси, затоа што како компанија сме основале премногу компании, сите тие сме ги позиционирале на самиот пазар, сме им донеле можност да стигнат до одредени финансиски средства, целата онаа грижа во водењето на самите бизниси довела до моментот каде што они имаат потреба и од промоција. Од тука во февруари месец отворивме уште една компанија, маркетинг и пиар агенција, баш наменски според потребите и следејќи ги сите оние трендови што се на пазарот и што имаат потреба самите клиенти за окружување на целото еднонивно деловно работење. Веќе е поставен бизнис моделот преку изработката на сите оние од самата регистрација па во делот на изработка на бизнис планови, поставување на една комплетна развојна бизнис стратегија. Моделот сме го поставиле, сега како да го представиме пред самите купувачи или потрошувачи и сето она да добие едно заокружување на самите бизниси. Женското претприемништво е една моја омилена тема, сите овие 13 години работев комплетно на промоција и поддршка на жените претприемачки. Како компанија слободно можам да кажам дека сме основале преку 350 компании каде што се јавуваат собственички или управителки жени. Сите тие компании работат активно, можеби се помали по обем, по вработување и слично, меѓутоа сепак обстанале и во делот на сите овие кризи што ги поминавме во текот на изминатите години, како ковид кризата и економската криза, не сме дозволиле да се случи буквално клучна врата да се стави, сме ги реорганизирале, сме им помагале буквално од советување до обезбедување на финансиски средства, реорганизација, комплетна правна и економска поддршка во делот на нивното деловно работење. И тука многу ме радува фактот што веќе изградивме еден култ како компанија дека буквално се што е поврзано во рамки на жените во бизнисот можеме да испорачаме комплетна услуга, дури поврзување на наши жени претприемачки со линковите што ги имаме од надвор или доколку има од надвор заинтересирани да сакаат да влезат во некакви партнерски односи, така да мислам дека сме линкот буквално што сите овие години, се што сме имале на располагање во делот на ресурси од самата компанија, сме ги ставиле на располагање на самите жени претприемачки.